Добар и убав ден, драги мои, добре дојдовте во уште едно издание на 4 сезони. На денешното мени имаме традиционална македонска турлитава и мафини со горгонзола и прас. Интересни и многу вкусни јадења, за да видите како се прават, следете не. Како што кажав, на денешното мени турлитава со зимски зеленчук или со зеленчук што го имаме во овој дел од годината, а фала му на Бога, имаме и компир, имаме и кромит, имаме и прас, и пашканат, и целер, и лукче, и морковче, све си имаме, значи Македонија, златна земја, со многу вкусен зеленчук. Турлитавата денеска ќе ја направам во мојот омилен гусен сад, затоа што во него и најдобро се пече. Нашата традиција вели дека треба да се направи во земјена тава или глинена тава. Меѓутоа, и ова ќе заврши одлична работа, затоа што е многу едноставно да се готви во него, а храната на крај испаѓа на вистина многу вкусна. Овде ставив бујон полека да си крчка, кажав од намирници што имаме и веднаш ќе почнам со месото. Обично традицијата овде кај нас вели дека месото, зеленчукот, доматниот сос и зачините све се става во една тава, се покрива и така се пече 2 часа на 170 степени, а потоа се открива и 30 на минути се остава убаво одозгора да се подпече. За да го убрзаме процесот и за да ги намалиме тие 2 часа, јас прво месото многу добро ќе го испржам. Така да, сега веднаш ќе го уклучам огнот, тавчето да се загрее, како и секогаш на добро загреано тавче додаваме маснотија, затоа што маснотијата е најдобар спроводник на енергија. Прво ќе почнам со говедското месо, затоа што тоа има поцврста структура од свинското и прво него убаво ќе го испржам. Месото, кога правиме тава, не треба да биде на ситни коцки, треба да го исечеме на покрупни коцки и кога ќе јадеме да се чувствува, нели? Кога јадеме мефце, да јадеме мефце, а во комбинација со зеленчук и со зачини. Оваа тава навистина е превкусна. Последно кога ја направив, со фамилијата вистински уживавме во нејзиниот вкус. Убава македонска тава со месо и со зеленчук. Меѓутоа, месото е главната звезда во оваа тава, а зеленчукот само го надополнува вкусот. Кога јадеме, треба да го чувствуваме вкусот на целиот овој зеленчук, меѓутоа месото е она што навистина е најважно во оваа тава, затоа што кога добро ќе се обработи, ќе се топи во уста. Тоа е поентата, нели? Затоа не треба да брзаме, него едноставно да уживаме во секој дел од готвењето, затоа што тоа е, нели, најголемото задоволство. Тавата се загреа, сега ќе додадам малце масло, меѓутоа ќе додадам и малце свинска маст. Откако сето тоа добро ќе се загрее и маста ќе се растопи, тогаш ќе го додадам месото. Што правиме всушност кога го пржиме месото? Не го скратуваме само времето на обработка, него едноставно месото од сите страни ќе фати коричка, ќе излезе неговиот протеин, а внатре ќе остане сочноста. Кога сето тоа ќе излезе во тавата, верувајте, ќе биде највкусна. Тоа време да го исечам и свинското месо. Земав исто така од бутот на свињата, од делот кој се нарекува од бутот ружа. Затоа што е меко, затоа што е убаво, а за вакви тави е одлично. Маста полека се топи, јас полека ќе почнам да го додавам и месото. Оф. Сега месото ќе го оставам полека да си се пржи, а јас за тоа време ќе почнам да го сецкам и зеленчукот. Многу важно за оваа домашна и домакинска тава, зеленчукот да биде крупно исецкан, да не е многу ситно, затоа што се што ќе ставиме внатре треба да се почувствува кога го јадеме. Така да, кромидот ќе го
исечкаме на половина, па на уште 3 дела. И веднаш ќе го ставам во садот во кој што ќе ја правиме тавата. Кромит е секогаш да има, убаво е да има повеќе, затоа што кромидот дава една посебна димензија на јадењата кога ги правиме. Неговиот вкус е оној вкус на кој ние сме навикнати, а секако и израснати. Сега ќе додадам прас. Празот ќе го исечеме на 1 сантим дебелина. Потоа ќе исечеме целер. Во едниот дел од тавата ќе ставиме зеленчук, потоа ќе го додадеме месото, а на крај повторно ќе преклопиме со зеленчук. Ќе додадеме од бујонот и од доматниот сос и зачините и веднаш ќе ставиме на печење. Додека се пече турлитавата, јас ќе направам едни солени, многу вкусни мафини, ќе видите како. Сега ќе додадеме и пашканат. Всушност, ова се 5 мускетари во гастрономијата, без кои не може ниту едно јадење да биде вкусно, и на крајот еве го додавам и лукчето. За да го дополниме овој вкус, ќе ставам и македонска црвена пиперка. На минути се сосема доволни за говедското месо да почне термички да се обработува. Сега погледнете го сокот што го пушти заедно со маснотијата. Тука е вкусот, драги мои. Затоа сега ќе го додадам во зеленчукот. Отлично. А тавчето повторно ќе го ставам на оган да се загрее, ќе додадам маснотија и ќе го испржам и свинското месо, како што ви кажав. Ето така. Сега ќе додадем уште малце маснотија. И ќе го додадеме и свинското месо. Овде ќе додадам по некое морковче, да рашара малце меѓу месото. Ќе додадам уште неколку лукчиња. Ајде мефцето. Сега ќе почекаме да се испржи и свинското месо, а потоа ќе го зачинам. Ќе додадам малце бујон во него, ќе додадам сенф, ќе додадам црвен пипер, малце ловоров лист и сето тоа ќе го ставам во тавата, а од озгора ќе додадам уште од зеленчукот. Ќе го покријам и, као што кажав, 2 часа на 170 целзиусови степени, а потоа 30 на минути ја отвориме тавата, убаво да се подпече. Свинското убаво си се испржи. Овде не ставивме никаков зачин, затоа сега се што треба за додадеме, ќе додадеме во свинското месо. Прво и основно ќе додадеме бујон. Одлично. Сега во месото ќе додадеме пелати или домати. Сега доматите, за жал, кај нас не се вкусни, затоа избрав да користам пелати во конзерва, затоа што се идеални и може да го доловат токму оној вкус кој ни е потребен. Сега ова полека ќе измешам, многу внимателно. Ете така. Ќе додадам црвен пипер, ќе додадам сенф, една убава голема лажица. Таа ќе даде една посебна киселост која комплетно одговара со сето ова што го правиме.
додадам уште малце од бујонот. Имаме ловоров лист, една лажичка сол, пола лажичка мелен црн пипер и секако зачинот кој оваа тава ќе ја направи да биде уште повкусна е нашата дафинка. 2,5 мали лажички, една мала лажичка сол ќе биде сосема доволно. Сега многу внимателно ова ќе го измешаме и ќе го соединиме. Уште сега мириса многу убаво. Шубаво си крчка ова. Сега само да пробам на вкус. Секако и вие, драги мои, секогаш пробувајте ја храната која ја готвите, да видите дали случајно нешто и недостига или па нешто има повеќе, нели? Одлично. Сега со кутлачак полека и внимателно ќе префрлиме све во тавата. Сега малци ќе вака малку да ја измрдаме, за да си дојде се на свое место. Ќе го додадеме сосот и од озгора ќе додадам уште малце од зеленчукот. Ќе ја покријам тавата и веднаш оди на печење. Сега ќе додадам малку од пашканатот, од целерот, пиперките. Ова дополнително ќе го направи вкусот да биде единствен. Кромидот. И секако ќе додадам компири. Со компирите може малце вака и да стиснете. Отлично. Сега ќе ја поклопиме. Дома, ако немате вакво гусено тавче, време е нели да си купите и да нарачате од нашиот сајт или од нашата веб продавница 4сезони.mk, а додека да нарачате, земете пергамент хартија, прво ставете од озгора, покрите со алуминиумска фолија и тогаш ставете да се пече. Сега тавата оди да се пече, како што кажав, 2 пати мислам до сега, на 170 целзиусови степени 2 часа. Ајде сега да направиме превкусни солени мафини. Прва работа што треба да направиме е да ви објаснам дека во овие мафини ќе имаме пармезанче или обично тврдо наше жолто сирење или кашкавал и малце италијанска горгонзола. За да го добиеме вкусот на секаде, а таа е многу леплива и масна, ќе ја запржам малце да се растопи, а потоа ќе ја додадам во целата смеса на крај. Тавчето секогаш на среден оган и еве она ќе почне да се растопува, а како се растопува, така ќе го пушти и својот посебен вкус. Ова на лажичето, извинете, ама морам да го каснам греото или да се фрли. Еве, почнува полека да се растопува, а јас за тоа време ќе земам еден голем сад, во него ќе го додадам брашното и пецивото. Ова убаво ќе го соединам. Ете така. А во друг сад ќе ги додадам јајцата. Прво убаво ќе ги изматам. Отлично. Горгонзолата си се растопува. О, шубаво. Така, на тивок оган. Во изматените јајца ќе додадам јогурт.
масло. Секако ќе зачинам со сол, меѓутоа не многу затоа што и сирењата нели се доста солени. Ќе додадам бибер. И сето ова добро ќе го соединам. Одлично. Ова шубаво изгледа. Сега во незе ќе додадам многу малце водичка. И ќе оставам сето ова добро и комплетно да се растопи. Замислете го вкусот на мафините, каде што насекаде ќе го има и вкусот на горгонзолата. Одлично, горгонзолата се растопи. Сега одиме на вториот дел. Празот ќе го ставиме во брашното. Пармезанот исто така. И изнатените јајца со јогуртот и со маслото. И сега многу нежно целата оваа смеса ќе ја соединиме. Одлично. Празот го ставив свеж. Меѓутоа, ако ви пречи, слободно можете малку да го издинстате на јака маснотија многу кратко време, да се олади, а потоа да го додадете во целата смеса. Сега ќе ја додадеме внатре горгонзолата. Ова повеќе нема да ми треба. Со друга лажица уште еднаш убаво ќе промешаме, да се спои горгонзолата со целата оваа смеса за мафини. Загрете ја ревната на 180 степени, затоа што тоа е идеална температура кога станува збор за вакви солени мафини, и околу 20 до 25 минути ќе ви бидат потребни. Или пак, кога ќе видите дека мафините имаат златна убава боја од озгора према румена, тогаш се готови. Извадете ги и оставете ги да оладат онолку време колку што се печеле, затоа што тогаш ќе бидат највкусни. Јас си го земав моето омилено тавче и си купив вакви убави мали садови за мафини. И сега ќе ги наполнам, меѓутоа ќе земам друга лажица, оваа ми е голема. Ете така, наполнете ги сите убаво, меѓутоа не ги препунувајте, затоа што тие треба нели да пораснат. Кога се растопи сирењето, луѓе, колку ќе биде вкусно ова. Полека полнете ги калапите за мафини и откако ќе ги наполните, вака малце ќе да ги изедначиме смесата внатре, за да би има многу убава структура. Не брзајте, уживајте. Калапите за мафини ги наполнив со смесата и сега веднаш ќе ги ставам да се печат. Едва и чекам да се испечат, затоа што овој вкус е неодолив. После 2 часа и 45 минути нашата денешна тава е готова. Добро попечена, испечена од озгора, а внатре мека како путер. Ајде да видиме сега што сме направиле. Ама фините, луѓе мои, превкусни. Така да, прва прилика, направете ги, затоа што вистински ќе уживате во нивниот вкус. Ајде сега да видиме до кај сме со поглед. Си помогнам со другата лажица. Погледнете ја бојата.
ставете во една голема чинија, ставете ја централно на вашата трпеза или маса и уживајте бескрајно. Зашто јас едва чекам да заврши емисијава со мојата екипа добро да се најадеме, вкусно и македонски. Еве зашто странците кога ќе дојдат во Македонија ја сакаат нашата кујна, затоа што е превкусна. Некој ќе каже многу долго се обработува, меѓутоа за вкусот нема коментари. Убаво со Макдонос и, драги мои, нека ни е на здравје уште еднаш. Турлитава и мафини. Одлична комбинација. Кој би рекол дека горгонзола со прас ќе одговараат со нашата македонска турлитава. Меѓутоа, кога ќе ги направите, ќе видите дека навистина одговараат како кец на десетка, би рекле. Секако едно големо благодарам до нашите пријатели од Гурман Меса Танасовски од населба Аеродром веднаш кај Пазарчето и голем поздрав до Центарот за специјалистичка медицина и рехабилитација ПЗУ Ива Беланова, која се грижи за мене постојано да бидам во одлична форма. Имајте убава и пријатна вечер и се гледаме утре.